Постојаното брзање кое ни го наметнува животното темпо, како и големиот метеж во сообраќајот, не ставаат во искушение, некогаш свесно да ги заобиколиме сообраќајните закони, предизвикувајќи несреќи кои за жал неретко завршуваат и со смртни последици. Единствен начин да се избегнат несреќи е да се почитуваат сообраќајните правила и прописи, кои според податоците на Министерството за внатрешни работи се почесто се прекршуваат. Колку за илустрација, само минатото деноноќие 7 лица се полесно повредени во 4 од вкупно 8 сообраќајни несреќи, евидентирани на подрачјето на СВР Скопје. Од сообраќај се исклучени 10 возачи, кои возеле пред да се стекнат со правото на управување моторно возило. Исто така санкционирани се 6 возачи кои поминале крстосница на црвено светло, 5 кои не носеле сигурносен појас, 11 кои зборувале на мобилен телефон и 2 кои се престроиле неправилно. Портпаролот на МВР Тони Ангеловски за Прва Скопска вели дека минатата година Министерството набавило нови 80 дрегери за тестирање на присуство на алкохол, 30 радари за контрола на брзината на возење, како и 30 фотоапарати со надворешен блиц и дополнителна опрема за потребите на сообраќајните увидни екипи, со што значително е зголемена и сообраќајната контрола, што пак ги демотивира возачите да ја надминат дозволената брзина на возење или да возат под дејство на алкохол. Од СВР Скопје информираат и дека редовно одржуваат едукативни работилници од областа на сообраќајот со учениците од основните училишта и градинките, а покрај најмладите граѓани на правилно однесување ги учат и возрастните, кои со своите постапки покажале дека им е потребна едукација. За таа цел се реализира и посебна воспитна мерка сообраќајна поука, на која учествуваат граѓани кои направиле прекршоци по разни основи во својство на возачи.